Колку време бевте заглавена граница и што пренесувате? Јас носам портокали, инаку требаше на Евзони вамо да идам. Добро. И до сега бев на Евзони, значи од вторникот, овој ми е пети ден. Како издржавте 5 дена во камион? Јас се знам, ево, како сум. Може да замислите. Каде спиевте? Што јадевте? Спиење во камионо. Проблематично, нели, оти завлесе со 200 литра гориво вамо, Добро. па мора се води за сметки за гориво да стаса за до граница, а за Каде земјоделските уопšte не дозволува до таму да се иде. Се уште, значи, трае штрајкот, до кога ќе биде не е известно. Така да бев принуден, тражавме солуција. Колкава штета имате? Има ли пресметки? Пресметки топрва ќе се прават, ќе видиме како што е. Еден ден за камионџија било штета 200 евра. Точно е или? Па така се зборува сега, колку е тоа си имат властени служби. Да, поминавме граница. Малку тешко. 30 сата чекаме на Грчка. Најмалку. На Дојран? Да, на Дојран, А претходно бевте на Евзони? Не бевме на Евзони, затоа што од понеделникот бевме, направивме една тура таму, 3 дена таму чекавме, значи тоа се негде 80 сата. Така да, тешко, многу тешко и лошо. Не знаат штети од прилика? Па како не се знаат штети, роба се чека, по 3 тури требаше да направиме неделно, ние една тура правиме неделно. 30 сата ти да чекаш да мрдниш. Грците ги пуштаат на Евзони, нас не пуштаат. Не е штрајк за земјоделците, ова е штрајк за македонците и србите. Грците си тераат со камионите, а ние чекаме, не пушта никој. 24 сата се чека на нивна страна. Се не се знае колона до каде. Требаше на Евзони да дојдам, не тера на ова страна се. Се не се знае крајот кај. Преспавте на Да, еден ноќ. ладно? Па се знае зима уште. Не е лето, да е лето, ајде. Па нема за едење, нема ништо више при крај, знаеш како е. Прават ли отстапки граничарите, бидејќи ете работите со... Па гледај, они си терат своја работа, они колку можат толку. Значи, толку е капацитетот на ова граница. Луѓето се трудат.